Има едно пише него Дали според вас е разумно еден професионален војник кој што работел 10 години во армијата да остане без работа на 38 години, додека во меѓувреме формирал семејство и зад себе на улица остава 2-3 деца, додека единствена професија која што ја научил е да биде војник. Во меѓувреме учествувал во одбрана на својата татковина или учествувал во странски мисии. Предлагаме да се избрише горната граница во законот за служба во арама и професионалните војници да остануваат на работа, се додека не ги исполнат условите за пензионирање. Минатиот пат професионалните војници имаа средба со премиерот, меѓутоа таа средба не роди со никаков плод. Затоа денес одлучивме да се собереме, а дури потоа да побараме средба, за да покажеме дека сме единствени и дека можеме било кога да се собереме во борбата за нашите права. Не било ништо договорено, само надеж дека ќе биде решен проблемот, меѓутоа после тоа при разговорите во Министерството за одбрана повторно на професионалните војници е даден истиот одговор дека тие кога ги склучувале договорите знаеле дека ќе останат без работа. Затоа во оваа прилика јавно го повикувам министерот за одбрана на јавно соочување за да ги изнесеме нашите аргументи, па јавноста да процени дали ние сме во право или тие. Еден, два, три, четири. Застаните во тил, по 9 луѓе во редица. Сакам да личиме на армија, во спротивно ова нема смисол. Ќе се движиме со маршевски чекор. Да се слушаме. Мирно! Со маршевски чекор, напред! Мирно! В тил! Наместо слободно! Парадно! Колеги, ние сме тие кои што ја бранат државата целиот овој период и во иднина. Вие сте тие кои што го обеливте образот на Македонија во Авганистан и во Ирак. Меѓутоа денес моравме да застанеме спроти нашите колеги, кои што исто така се членови на Сдруженијето Достоинство, ако не сите барем поголем дел. И треба да се чувствувате горди, а не да се плашете од вашите старешини, кои што од нивната удобна позиција ви се закануваа и ве заплашуваа денес да не дојдете овде. Не сите. Да и кажете на оние старешини, кои што не ви даваа да дојдете денес овде, на 38 години да останат на улица, очите ќе ви ги ископат. Затоа денес очекувам достоинствен марш, нека биде апсолутна тишина, да покажеме дека ние сме вистински професионалци. Прво, благодарност на Достоинство Сдруженијето кое застана поза нас за да го решиме овој проблем заеднички за сите професионални војници, да останат на работа, бидејќи еве ги вратени луѓето од Авганистан
за месец дена, два се раздолжуваат, си одат дома со многу благодарници, плакети, ордени, кои ги доделија НАТО земните каде што служат како примерни војници во оваа држава. Јас сум имам 23 години. Тоа значи дека ќе чекате уште додека Па секој 3 години сега треба од старешини да продолжат договор. Оние Значи имаме два аршина според кои се отпуштаме. Еден е според старосно одграничување од 38, друг е според 9-годишен ангажман. Што значи оние кои се вработени со 20 години ги отпуштаат на 29. А оние што се постари вработени имаат законското ограничување беше до 35. Па благодарение на министерот Еленовски тогаш се помери на 38. Демек во тоа време ќе се изнајде начин како да се најде трајното решение. И ако смета дека после 40 години веќе ја губи физичката способност, да се префрла во оние единици, околу 40-50% кои се полесни единици, после тоа се пензионира. Јас сум војник. Не сакам лажно да проповедам, да држам говори и мачкам очи. Кратко и јасно. Да и дадеме шанса на владата да се поправи, да исправи неправдата која ви нанесена, а тоа е задржување на вашите работни места до пензија и остварување право на пензија. Бидејќи се ближи политичкото изборно лудило, а на вас секојдневно ви ги раскинуваат договорите за работа, ќе ги дадеме рок од 10 дена на владата да се произнесат позитивно. Се додека постоиме ние, припадниците на македонската армија и полиција, немојте да губите надеж. Пред вас и заедно со вас стојат луѓе кои крвареле за Македонија, а не полтрони, лигуши, лажговци, предавници. Да живее Република Македонија! Да живее армијата на Република Македонија! Ешалон! Мирно! Со маршевски чекор, напред! Разотидете се мирно и достоинствено, да не дадеме повод некој да го оцрни овој убав и величествен настан. Да живее Република Македонија! Да живее! Да живее армијата на Република Македонија! Да живее! Да живеат професионалните војници! Да живеат!